целиот овој дел од 9 глава е практичен дел и користен, но и малку тежок за разбирање и за примена. Конкретно овој говори за неговиот евангелизаторски принцип, неговите принципи во мисионирањето, за некаква флексибилност, но и верност кон евангелието, верене кон пораката, но и многу прилагодлив кон луѓето на кои што тој им го проповеда евангелието. Евангелизирањето е така една по-сложно служење, кое и не е многу популарно денес меѓу служењата во црквата. И има правено истражување, например, како и луѓето надвор од црквата во светот гледаат на евангелизирањето. И некоја организација, христијанска, црквена, решила да направи една анкета. Кај нас нема многу улично евангелизирање, не е многу застапено, но во некои запазни земји каде што има повеќе е извршено таквото истражување и има корисни некои податоци. Например, многу луѓе одговориле на прашањето што мислат за евангелизирањето, луѓе од светот што мислат, и тие велат за нас тоа е еден вид на насилство. Ние се чувствуваме како да сме под притисок, како некој духовен притисок или духовно насилство. Други велат дека биле повредени, дека евангелизаторите излегуваат со цел да ги повредат повеќе луѓето отколку да им кажат вистина. Тоа се нивните впечатоци. Некои велат дека таквата дејност на црквата е за провоцирање на оние кои не веруваат. Има такви кои сметаат дека не е здраво да го прави тоа црквата, нема некоја полза, штетно е и треба да го одбегнува црквата. И така да во секој поглед нивните реакции на повеќето луѓе во светот се доста контраверзни. Верувам дека не сме изненадени, сепак луѓето во светот, фрустрирани од вистината за Бог, не не зачудува таквата нивна реакција. Те имаат реакција не само кога се евангелизира, туку и во секој случај кога се промовира некоја библиска вистина. Постои антагонизам меѓу светот и Библијата. И сведоци сме, например, минатата недела, кога имаше јавна дебата во парламентот за новиот закон за абортусот, беа затворени вратите за црквата, и не само за црквата воопшто, за сите останати религиозни организации. Тоа покажува дека светот не сака да го слушне, не сака да ја слушне Божјата вистина. Од друга страна, на вистина и има евангелизатори кои користеле лоши методи, или следен оној принцип дебатата или спорот да го добијам, не внимавајќи на последиците што може да бидат понатаму лоши за самото Евангелие. Во секој случај јас верувам дека дури ако со сето внимание и љубов и љубезност ги изнесуваме вистините, сепак таа вистина ќе биде дочекана во голема мера, во голем број случаеви од нетолерантното кон вистината светско општество, кое е под сатаната. Во секој случај тоа не значи дека евангелизирањето како служба не е важно. Напротив, таа е многу важна. Ние во овој текст видиме колку е важно за самиот апостол Павле, колку е важно за црквата, колку е важно за служењето што Бог ни го дал. И тоа покренува многу прашања, имајќи го предвид таквиот однос на општеството, непријателски, кој на нож очекува сведочење за вистината, кој го смета како силување на луѓето на улица. Можеби и оние хубавите сведоци малку придонеле со нивниот агресивен настап, не знаеме како и да е. Но од друга страна нас не притиска тоа да бидеме колку што можеме толерантни кон нив и да направиме компромиси
некоја страна при сведочењето, за да оние радикални вистини од Евангелието не звучат толку остро или осудително. Така да се појавува, нели, таа дилема колку да бидеме флексибилни, а при тоа да не го испуштиме Евангелието. Сепак Бог повикува на покаяние и покорност. Како да го представиме тоа, а при тоа да не го иритираме непријателството во светот. Бог ни дал заповед да одиме и да создаваме ученици, да го проповедаме Евангелието и да создаваме ученици насекаде. Тоа е основната мисија на црквата. Меѓутоа, како да го правиме тоа, а да го избегнеме сомнежот и реакцијата, онаа непријатна реакција на светот. Така да, бидејќи има многу дилеми во тој поглед, бидејќи самото евангелизирање е доста предизвикувачка служба и тоа е причината многу луѓе да се чувствуваат неудобно кога се канати, нели, во таква служба. И со срам, нели, во голема мера се одбегнува. Рековме, овој текст говори за тоа. Можеби тоа е текстот кој најјасно говори за таа тема. Втората половина на 9 глава на ова послание ја кажува суштината на христијанската служба или суштината на Павловата служба. Што е во центарот на неговото служење, зошто тој прави тоа што го прави. Овдека може да видиме како го прави, кој е императивот за тоа што го прави и каква награда очекува. И така, во тој поглед може да кажем дека токму овие стихови се најјасни во поглед на таа област, евангелизирањето. И ќе видиме, уствари, кој е императивот што го води Павле, која е неговата стратегија и која е неговата награда. И во сите тие случаеви, всушност, Евангелието е во центарот. Имаме еден евангелски императив, императив воден од Евангелието и целта на Евангелието, една стратегија која е флексибилно, целосно подредена на Евангелието и една награда која доаѓа пак од дејството на Евангелието. Прво, ајде да го видиме тој императив. Еден збор, гледате, се повторува 5 пати, тоа што во петтиот пат малку поинако е представен, зборот придобијам. 4 пати и петтиот пат, на крајот на 23 стих, на 22 стих, кажува спасам, што има некакво слично значење. Значи, повеќето од нив да ги придобијам, за да ги придобијам тие под закон, за да ги придобијам оние што се без закон, за да ги придобијам славите, или на каков начин да спасам некој од нив. Значи, апостол Павле, кога излегува, кога проповеда, кога се движи, тој нема за цел на тој пазар на идеи да, знаејќи го вкусот на луѓето, да им понуди некоја нежна порака. Не. Неговата цел е Евангелието, преку Евангелието да бидат придобиени луѓето. Тоа е основната цел, придобивање на луѓе. И зборот, посебно што го користи апостол Павле, за придобијам 4 пати се спомнува, кердајно, има економска природа, тоа значи финансиска добивка, значи печелба, значи профит. Тој е збор. Истиот збор е употребен во 25 глава на Матеј, во 60 стих, во параболата за талантите. И таму, нели, со оној слуга на кого што му беа дадени 5 таланти, и тој спечали или профитираш уште 5 таланти. Истиот збор е употребен таму. Употребата на овој збор е така интересна, нели? Зошто токму тој збор? Или ако сакаме да бидеме по-буквални, тоа го правам за повеќето да ги спечалам. Не да ги придобивам, туку да ги достварам профит некако за нешто, да профитирам. Да. Сега, и ово е комерцијален термин и ние знаеме што се прават трговците, со какви се не трикови се служат за да придобие, достварат профит. Апостол Павле има продукт, така да кажеме. И тоа најважниот, има порака. Евангелието. И тој го користи Евангелието и неговиот императив е евангелски. Тоа Евангелие да донесе печалба.
Тоест да спечели луѓе, да придобие луѓе. И сега ако и не случайно тој го користи таквиот термин, нели комерцијален термин, вели да спечелам, имајќи во предвид нели флексибилноста која треба да има еден трговец кога го прави тоа. Тој кога нуди продукт, не го нуди на начин само да докаже колку продуктот е добар, туку тој продукт да го продаде, тоест да го привлече кандидатот, муштеријата и да го земе тој продукт, да оствари печалба. Тоа е едната нели насока, едната слика што имаме овдека. Другата пак е контекстот, целиот контекст на 9 глава, ја овдека малку пак ќе се подсетиме. Во поголемиот дел од 9 глава апостол Павле го заштитуваше своето апостолство. Тој е апостол, кој е сведок за воскресението. Сите критериуми за апостолство тој ги исполнува. Понатаму вели, иако сум апостол, јас, иако имам сите права, сета слобода да бидем, да користам помош од вас, материјална, јас се откажувам. Објаснува зошто. Тој е настојник, стюарт, економ на Евангелието, на Божите вистини. Тоест, вели, немам избор. Тешко мене, ако не го проповедам Евангелието. Бог ме поставил да бидам стюарт, настојник на тоа Евангелие. И Господ кој е господарот на Евангелието, на кого што јас сум услуга, немам едноставно избор. Тешко мене ако не го проповедам. И немам никаква фалба, зашто јас сум слуга кој мора да прави нешто што Господарот му го дава. И при тоа, ако пак го правам само по долг, бидејќи сум роб на Христос, и го правам она што тој ми заповедал да го правам, тогаш па јас немам никаква награда. Но јас го правам тоа со радост, доброволно го правам, со желба и на крајот имам награда. И овде се да објаснува всушност која е неговата награда. Мојата награда, тој труд што го вложувам, тој тежок труд, нели, што го вложувам, сето тоа што неголемата компензација за тој тежок труд е да спечелам луѓе, да придобијам луѓе. Нема поголема награда за мене од тоа да придобијам луѓе. Колку и да ми дадете, колку да ме платите, вели апостол Павле, ништо не може да засени големата награда која јас се очекувам. И основниот императив е евангелски. Да придобијам луѓе за Евангелието. Тоа е неголемиот мој профит. И тоа е, нели, спасува тој контекст, наградата што тој очекува. Зашто и на крајот ние ќе видиме последниот дел пак говори за награда. Тој се откажува од една земна награда, зашто очекува повисока награда. Овдека наградата е печелене на души. На крајот на главата тој говори за една награда која што ја дојава на крајот на трката, која ќе помине целната линија. Тоа е следниот пат кој ќе збориме од ова послание. И сега, ако погледнеме на крајот веќе, зборот придобивам се променува во спасение. Зашто станува јасно што значи придобивањето. Тој не придобива луѓе, или тој не користи некаква стратегија, некаква метода како да придобија за себе луѓе, како да станат негови следбеници. Неговата цел е спасение на тие луѓе. Тој се прави по секаков начин, со сите средства, да тие луѓе да се спасат, да бидат придобиени за Божјото царство. И тука, нели, се открива и оној другиот мотив. Тој е во град каде што се спори и се докажува филозофска вистина. Коринт е филозофски град. И апостол Павле вели, јас не отидов во Коринт за да се докажам пред останатите филозофи дека тоа е вистината и да ги соборам нив. Не е мојата цел да застанам на говорницата и со иронија да ги смачкам сите. Мојата цел е тоа Евангелие, таа порака за крстот, да ги спасува луѓето. Тоа е мојот единствен императив. И не добивање не вели на расправата, туку придобивање за Христос. Како што, нели, неговата цел да ги придобие за Христос. Дейвид Прар, кој
напишал еден од најдобрите коментари за ова послание во поново време. Вели, залогот кој лежи во основата на евангелизирањето не е победата или поразот на човечката убедителност. Туку залогот кој нели лежи во се, големиот залог е вечната судбина на луѓето. И тој залог толку му тежи на срце на апостол Павле, што тој ќе видиме прави се што е возможно да ја зачува вистината во Евангелието и при тоа така да го представи за да ги придобие за спасение тие луѓе. Спасение. И пак апостол Павле во еден град во кој што секој правел се што е можно за да се собере приврзаници кои ќе го следат и ќе го помагаат секако, од кој што и ќе профитира. Апостол Павле, јас не сум дојден да соберам моја групичка, да си направам мој клуб, моје племе во овој град полн со различни племиња. Денеска со тако еден впечаток кога некој црква так малку повеќе ресурси Бог ќе ја даде и човечки, и финансиски, и имаме склоност да забегуваме. И нашата служба, нашата мисија, сум го забележал тоа во некои цркви, целта се претвора во зголемување на племето. Тоа е нашето племе. И се ние што ќе правиме се што е можно да приграбиме да биде се дел од нашето племе. Или нашата империја да ја зацврстиме и да ја изградиме. И се сведува на нашата организација, нашето општество, ние тоа да го градиме и да го зголемиме. Кога да забораваме дека стари мисијата е да ги придобиваме луѓето за Христос, да се спасуваат во Христос. Не да пополнуваме наши празни столчиња, за да ни биде полна нашата црква, туку Божјото царство да се полни. Тоа се губи некако од предвид. Апостол Павле многу јасно каже, да придобивам, да спечелам за спасение. Ништо повеќе. И тоа мотивот, всушност, овдека на апостол Павле, кој го Павле што го тера така, и она што го боцка постојано во срцето, е вечната судбина, изгубените луѓе. Таму кај што тој одел, во Коринт, на неговата улица, на неговото соседство, имало луѓе кои оделе во пекло, живеат без надеж, без Бог, изгубени. И тоа е ствари она што треба и нас да не тера. И да имаме и ние еден таква жал или загриженост за луѓето. Дека во училницата во која учиме, на работното место каде што работим, во зградата во која живеем, на улицата, во нашиот град, живеат луѓе кои не се свесни за тоа дека водат кон пеколот и ќе завршат таму еден ден. А нашата мисија е токму тоа, да ги придобиваме за спасение, за Бог, не за нас. Придобивање на луѓе кои ќе се спасат. Тоа е неговиот императив. Придобивање, спечалување на луѓе за спасение. И тој силен императив евангелски го води кон една евангелска стратегија, која е флексибилна. Тој прави се што е можно со еден исклучок. Се што е можно да ги придобие луѓето. Бидејќи има еден таков силен императив спасение на тие луѓе, тој се подредува во животот и самиот се подредува, тој станува роб на луѓето за да ги придобие за спасение. Тоест, гради една таква стратегија која е флексибилна до таму што тој за секого станува роб. Иако сум слободен од сите, во Христос тој е слободен од сите. Станав роб на сите, да повеќето од нив да ги придобијам. Тоа е мојата цел. Не станав роб на сите за да ги користам, туку за да ги или да им слугувам ете туку така, да ги задоволам нив, туку тие да бидат спасени, да бидат придобиени. Тоа кога кажува роб на сите, апостол Павле понатаму ќе видиме всушност идејата е дека тој
удоволува или е прилагодлив невообичаено, прилагодлив кон секого. На крајот сето тоа е за да не содаде пречка за Евангелието во никој случај. Слободен е, но спремен е да стане роб. Сега, кога велиме дека тој е спремен да стане роб, дека многу флексибилен, треба да има во предвид дека кога станува роб, нема во предвид дека тие, сите други ќе станат негови господари. Во претходниот текст завршува со зборот икономос. Тој икономос. Тоест, роб е единствено на Христос. Христос е единствениот негов господар. Но како роб на Христос, тој е слуга на останатите роби, со тоа што се грижи за нив, да ги снабдува. Но тие не се оние кои ги определуваат заповедите неговите работни задачи. Единствено господарот господари со него. Тој е слуга на сите, но има само еден господар. Тоа е големата идеја. Тој може да биде роб на сите, зашто многу добро знае кој е неговиот господар. И тоа, уствари, ги создава тој механизмот за границите. Како треба неговата флексибилност да се практикува и до кај оди таа флексибилност. Кога тој вели роб на сите, тој не кажува и сега тие ќе одредуват што ќе им проповедам или каква порака ќе им кажам. Тоест, ќе го скрием она што не е пријатно за кажување од Евангелието, а ќе го кажам она што е добро. Сосема е друга идејата, нели? Тие не ја диктираат пораката, останатите, не ја диктираат вистината. Туку апостол Павле продолжува и вели: така станав роб на сите, се прилагодив кон сите, за да можам вистината на сите непречено да им ја пренесам. Вели: за јудејците станав јудеец, за да придобијам јудејци. За оние што се под закон, станав како да сум под закон, за да ги придобијам и тие под закон. И тоа исто, тоа е паралелизам. Кога вели јудејци, идејата дека се тие под закон. Што сака да каже апостол Павле? Кон јудејците, јас го исполнувам законот. Зашто ако еден јудеец види дека јас сум го отфрлил Мојсеевиот закон, тоа ќе биде таква пречка што тие уште на почеткот ќе се ги затворат ушите и ќе ме избркат. Дури тој е спремен и да изврши образување пред јудејците, за да отвори пат за проповедање. Има таков случај. Тимотеј, кој по мајчина бабина линија е еврин, го обреза. А пред тоа има напишано послание до галатјаните, во кое апсолутно го забранува образованието. Но таму, во галатиските цркви, проблемот во тоа што доаѓаат некои им велат на неевреите: ако сакате да се спасите, мора да се обрезат. Тоа е услов за спасение. Но кога станува збор за Тимотеј кој е полуевреин и кога го зима со себе да проповеда на евреи, вели: ти треба да се обрезаш. Зашто знае многу добро дека Тимотеј во обрезањето не бара спасение, туку тоа е алатката која ќе му помогне да стигне до евреите и да проповеда. И кога е со евреи, тој целосно го исполнува сите правила на Мојсеевиот закон. Иако знае дека во Христос е исполнет сиот тој дел, дека нема забраната храна. Пред јудеите нема да јаде забраната храна, за да ги придобие. Зашто за него тоа е најмалку важно. Најважно е тие јудеи да ги отворат ушите и срцата и да го слушат Евангелието. За оние па што се без закон, станав како да сум без закон. Се ова понатаму ќе го видиме, за да ги придобием и оние што се без закон. Тоест, кога сум со неевреи, меѓу хелините, кои немаат никакви ограничувања, не ги задолжувам да спазват да го спазват Мојсеевиот закон. Не ги натоварувам со обврски кои не се потребни. И живеам како нив, за да можам да им проповедам. А пак на крајот за слабите зборува, станав јас слаб како нив. И тоа јасно објаснато во 8 глава. Нели, оние христијани кои порано пренесувале жртви во храмот и јаделе од тие жртви, и сега како христијани се измачуваат во совеста дека ако го прават тоа грешат, дека
А Павле многу добро знае дека јадењето на жртвувана храна не е ништо зашто не постојат други богови, но вели заради нив кои се измачуваат поради својата духовна слабост, јас никогаш нема да јадам таква храна и ќе станам слаб како нив. Тоа е таа прилагодливост која апостол Павле овде како објаснува и кој има за цел да ги тргне сите препреки кои стојат на патот на Евангелието. Тоест, не сака пред човек да постои предизвик кој не е основен предизвик за спасение. Единствен предизвик е пораката за крстот и спасението. Но тој вели дека овдека сум под законот Христов. Не сум јас под никаков закон, но имам само, не сум слободен сум во се. Единственото нешто што ме ограничува е Христовиот закон. И јас сум целосно под Христовиот закон. Христос е тој кој мене ме ограничува. И тоа е, уствари, критериумот, механизмот за балансот во флексибилноста и верноста. Не е лесно, навистина, како да постапиме да бидеме доволно прилагодливи, тоест да ги задоволиме потребите на општеството, а при тоа да не ја загубиме пораката, Евангелието, или како не плашејќи, како поради стравот од тоа да не ја разводниме вистината, при тоа да не го загубиме и осетот да, нели, да направиме некаков баланс, тоест да бидеме флексибилни. Тоа се сериозни прашања. Апостол Павле на крајот вели: за сите стана все. Та на каков е било начин да спасам некој од нив. И тоа е механизмот. Целта му е спасение. И тој знае дека спасение без Евангелието не може. Тој знае дека спасение без вистината, јасно кажена, нема. Тој знае дека ако го промени Евангелието, напразно ќе му бидат сите усилби и напразно е тоа што станал се за сите. И тоа е, уствари, критериумот. Неговиот, основната вредност, она што најмногу вреднува, е спасението на луѓето. И тоа не го тера да направи компромис во се, за да ја каже вистината непроменета. Ако е основниот императив спасение, тогаш нема шанси тој да отиде толку далеку во флексибилноста, а да ја загуби вистината. А при тоа, бидејќи има копнеш луѓето да се спасат, нема опасност дека ќе биде крут во кажувањето на вистината, тоест е спремен да стане роб во се на сите. Вистината е за него механизмот кој го држи, нели, точен, доктринален, а во исто време љубовта од тоа да бидат спасени пак го прави флексибилен, да биде роб на сите, да им удоволи така што ќе се отворат и ќе чуат таа вистина. Така да, ако ја имаме љубовта кон Евангелието и веруваме дека тоа е единствената сила, а во исто време ако имаме и грижа за изгубените, и таков копнеш што апостол Павле, тој копнеш што апостол Павле го има, тогаш ќе знаеме како да имаме и баланс, нели, меѓу флексибилноста, но и во вистината што ја кажуваме. Така, со сите дозволени средства, и апостол Павле вели, сите стана се, да на каков и да било начин, и тука ми испуштено и со сите средства да спасам некој од нив. Се подредувам на спасението. Тоа е, гледаме, императив пак на крајот. Императивот е, како што прво на почетокот е спасението, евангелски, и самата стратегија е покорена кон Евангелието. Тоа да спасува. И на крајот говори за наградата. Сега во нашиот превод не се гледа многу тој дел, наградата, меѓутоа, ако користиме, нели, некои други преводи, и ако, нели, оригиналниот текст, таму на крајот стои еден збор гиномај,
Вели, ово го правам поради Евангелието, за да бидам соучесник во него. Тоа него не е доволен превод, зашто зборот што ги номој значи во неговата полза или во неговиот благослов, придобивката што доаѓа од Евангелието. С други зборови Павле вели, се тоа го правам. Со сите средства, на секаков начин, станувам роб на сите, за да спасам некој од нив, за да придобием за Христос некој од нив. Зошто? Заради Евангелието и придобивките што јас можам да ги имам од таа служба. И кога говори за тоа, единственото нешто, единствениот благослов што тој го вкусува е радоста од новиот живот за Божјото царство. Апостол Павле искусил во многу случаи и во Коринт, тоа може да го видиме во книгата Делата на апостолите, искусил радост од тоа да види како многу луѓе, противници на Бог, се спасувале, поверувале во тоа невозможно Евангелие. И апостол Павле вели, сакам јас да бидам соучесник во таа полза, во тоа богатство од спасени души што го носи Евангелието. И впрочем, ако ние се радуваме на нов живот кој физички, телесно се раѓа, колку ли е поголема радоста кога гледаме како нов живот за Божјото царство се раѓа. И апостол Павле токму тоа го има во предите овдека. Тој благослов, тоа богатство, таа радост која тоа искусува и која постојано го зголемува апетитот во него. Уште повеќе и повеќе да искусува таа радост. И затоа тој прави се што може, на секаков начин, со сите средства, да придобие некој за Христос. И овдека на крајот, може би еден пример кој најдобро го отсликува сето тоа, е од минатиот век пред 150 години, кога англиските цркви ја основале првата мисија во Кина, 1866 година. И Хадсон Тейлор, сте го чуле тоа име, познатиот британски мисионер во Кина, решил да отиде и таму да служи со група мисионери. 50 години служил таму, мисионирал, се разбирам со неколку прекини, се враќал во Англија, па пак во Кина. Но кој бил неговиот, уште кога тргнал со мисионерите и стигнале таму, кој бил неговиот пристап? Се договорил со мисионерите, со секој што ќе дојде во Кина, целосно да се вклопат во начинот на живењето на кинезите во нивната култура. Во тоа време во Кина имало многу британци кои си живееле. Голем дел од Кина бил колонизиран од британци. Британците биле аристократијата, високата класа. Кинезите биле простите селани. Оние на кои што англичаните гледале со презир. Како што Индија била колонија, голем дел од Кина била британска колонија. Британците биле господарите таму. И било за нив незамисливо некој да се облече во кинеска селска облека, традиционална облека. За нив било незамисливо фризурата од 19 век, британската фризура, да ја замени со кинески опаш, нели, оно што е позади. Хадсон Тейлор и сите мисионери се облекле како кинези, се ги пуштиле коси да си ги врзат како кинезите, дури и вегите си ги направиле малку коси. Колку што може повеќе да идат како кинезите. Хадсон Тейлор научил неколку кинески јазици и дијалекти, и тоа толку добро што можел да проповеда перфектно. И на основниот, нели, мандарин ја го превел целиот Нов Завет. И тоа има кажано, ќе бидеме се во се како кинезите, треба да бидеме во се како кинезите, освен во гревот, освен во тоа што е грешно. Помнил 50 години, 51 година, се вратил за последен пат во Англија, меѓутоа срцето нему, иако имал 70 години, срцето не го држал, пак се вратил во Кина. Иако бил и болен, и таму загина, починал и погребан на Јангце, на брегот на река, во британски гробишта.
за себе вели за неговата служба, ако имам 1000 фунти, што во тоа време било многу пари, те мора да им припаднат на кинезите. А ако имам 1000 души, те мора да припаднат на Бог. И вели на крајот, може ли да направиме нешто за Христос кој би било претерано? Може ли да направиме доволно нешто за таков скапоцен спасител? Тоа е целосно заробен, поробен од тој копнеш за Евангелието и за спасение на кинезите. И си го посветил животот. И тоа е тој императив што го движи апостол Павле да стане роб и преку се на секаков начин да спасе некој за Христос. И тоа го прави да биде толку флексибилен, да биде роб на секого и да ја говори вистината. Што да кажем за нас? Мислам дека треба да се молиме. Јас прв. И сите ние да се молиме. И ние да го имаме тој копниш. Зашто црквата на крајот на краиштата за тоа е повикана. Луѓето кои загинуваат секој ден, кои живеат без надеж, без Бог, да бидат спечелени, да бидат придобиени за спасение, за Бог. И на крајот на краиштата, да, треба баланс. Во нашето општество има многу културни работи кои ние сме ги исфрлиле од преголема ревност кон вистината. И не сме флексибилни, веројатно. Нашето евангелско христијанство е увезено со култура која не е од овдека. И кој не ги разбира, не разбира оваа култура. Евангелското христијанство е увезено од Запад, заедно со западната култура. И таа западна култура осудува некои културни работи овде, кои воопшто и не се ни грешни, не може да бидат употребени како алатки за придобивање за спасение. И во тој план црквата има многу да направи, но веројатно отсуството на грижа за спасение на луѓето во светот пречи за сето тоа. На крајот на краиштата и на крајот на сето тоа трудот не е празен. Има голема печалба, има голема радост, има голем профит во соучеството во Евангелието на спасението. Радоста е неопислива од спасение на души. Се молиме и Господ да ни помага во тоа, да ни дава ревност и секаде каде што сме. Не стана збор само за улица. Секаде каде што сме. Тоа да биде императив. Спасение на луѓето со кои што сме обкружени. Со Божјата помош веруваме дека може да биде ако еден Коринт, кој бил таков град и во морален, па и во интелектуален, филозофски поглед, се случувало, може да се случи секаде. Важна е ревноста, гладот, копнежот, молитвата, а Божјата помош